civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Вие бевте еден од луѓето кои што се најде во собранието на 27 април пред 4 години. Ке може да ни кажете што се случуваше? На 27 април бев хонорарно ангажиран преку N1 телевизија како хонорарен снимател. Бев повикан од тогашниот новинар на N1 телевизија дека нешто се случува во собрание. Одма отидов во собрание, успеав да влезам во собрание. Во тие моменти се гласаше тогаш председателот на собранието Талат Џафери. Откако се изгласа председателот Талат Џафери, СДСМ тогаш закажа пресконференција која што се одржа во просториите на собранието, тоест во пресцентарот, во прессалата во собранието. Течеше све во најдобар ред, но наеднаш толпата почна да се приближува кон собранието, да ги прерипува оградите, за истата таја да влезе во собранието и да се упати кон прессалата во собранието. Првенствено, ни во најлоши моменти не размислував дека е можно нешто такво да се случи, тоест толпата да биде пуштена да влезе внатре, во собранието. А уште па повеќе не очекував таја толпа да тепа и да сака да убие и да сака крв и да сака жртви, едноставно да има мртви луѓе, пратеници, политичари, сниматели, новинари и сите во тој момент кои беа затекнати во собранието, тоест во прессалата. Тоа беше грозно, кога влегоа имаше едно стампедо од луѓе кои со се и сешто фрла, мава по пратениците и по мене. Имаше пратеници кои буквално ги симнувавме од галеријата на пресцентарот со ставање на маси една врз друга за да можат полесно да се симнат. Успеавме да симнеме 20 пратеници и од тука почнува целиот хаос. Тогаш влегуваат, тогаш почнува масовно тепање. Наше беше само да се браниме и да се молиме да влезе полиција или не знам што да се случи за да излезат тие луѓе од прессалата. Како се чувствувавте во тоа? Грозно. Грозно. Молиш да заврши се ова што побрзо, молиш да дојде полиција, ги гледаш пратениците како вртат на телефони, како ги молат луѓето да не тепаат, да не буквално стварно грозно. Стварно грозно. На најголем душман не му го посакувам тоа. 4 години подоцна. Која е твојата порака? 4 години подоцна. Да не се враќаме 4 години назад. Никако да не се враќаме на она што било претходно и никако да не се повтори тој 27 април. Никако да не се повтори. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.